Резултатот, зошто капиталните инвестиции во првото полугодие се незначително реализирани, односно не се реализирани со динамиката која што ја очекувавме, мислам дека беше објаснувано неколку пати, а ќе го повторам и сега, дека е потребно проектите да се доведат во едно техничко, нормално ниво, за да државата не биде ставена во позиција непотребно да ги троши парите на даночните плаќачи во Република Македонија. Да, ако сакаме да правиме проекти и да извршуваме проекти кои што не се технички спремни, во тој случај ќе се случуваат дополнителни анекси, како што имавме во претходните периоди, а тоа значи дека непотребно ќе се трошат парите на граѓаните на Република Македонија. Се додека немаме проекти кои што ќе бидат издржани, во кои што ќе бидеме сигурни дека ќе бидат спроведени така како што треба, тие проекти нема да се реализираат. Но добрата информација е дека до крајот на годината стоиме на ставот дека 90% од капиталните инвестиции ќе се реализираат, заради тоа што имаме прецизна динамика, со прецизни гантограми како тоа да се реализира. Како што имаше недоумица, дали индустријскиот раст ќе се случи, да, има и недоумица дали капиталните инвестиции ќе се реализираат. Но еве денеска ви прочитав бројки во кои што после сите недоумици, мислам дека повеќе дилеми нема. Истото тоа ќе го видиме после некое време и во делот на капиталните инвестиции.